Evo денеска што има овде во Делчево, што е организирана трговска и нарочна трговска фирмите што се овде. И ние од Турција, од Измир, град Измир, општина Борново. Борново е 750.000 народ има. Защо сте најмногу заинтересирани овде да инвестирате? Ние сме интересирани за се, за цела Македонија, не само за Делчево. Интересни за цела Македонија, што ние сакаме со вас да соработуваме. Било економски, било културни, било спортивни, било и на друг начин. Што можеме повеќе да се спојуваме, да се контактираме и да соработуваме со вас. И у нас у Борново, Измир нарочно, големи потенцијали има. Можеме да ги да направат бизнисите што се во Измир и овде во Делчево што се може да ги контакт да ги направиме. Сега на какви проекти сте работеле како? На какви врски, дали имате некоја врска Делчево? Направено е Делчево нарочно економска не сме спречили, само иначе културни работи сме направили. И прв пат со Делчево се повратиме со Борновската општина, локална општина. Ја бе заменик на градоначалник во време. Тоа беше околу 2004 година, ден денеска, и соработуваме. Стално соработуваме. Има од Делчево стално делегации доваѓаат кај нас. Пример стопански и бизнеси и оние занатчиски. Така. Име и презиме само да ми кажете. Мевлют Хепсевен. Јас сум роден во село Габрово и тука до 7 оделение сум учил во Делчево, Ванчо Прке. 7 оделение завршено. А сега живеам во Измир, во Борново. 5 мандати бе и градски советник, плюс тоа у истото време бе и на Финанската комисија председател околу 10 години стално, непрекидено и различни работи. Така, еве да ни кажете, за прв пат се организира бизнес форум во Делчево, да се представат условите и капацитетите кои што ги нуди општина Делчево. За инвеститорите, знаеме дека во изминатите години Делчево воопшто немаше инвестиции, младите се иселија. Еве да ни кажете, дали вие би сакале да вложите во Делчево, да инвестирате во Делчево? Пред сакам да го поздравам овој бизнес форум, ова е прв пат што се одржува во нашиот град Делчево. Делчево е место кое што има голем потенцијал. Јас сум еден од тие што го препозна тој потенцијал. И пред известно време јас сум ктитор, правам црква на планината Голак, заедно со конаци, значи цел комплекс. Исто така во соработка со мои пријатели од Америка и од Англија сме во потрага по инвестирање на планината Голак. Сакаме да градиме и други туристички комплекси, како хотел, како планинарски дом. Мислам дека во Делчево има голем потенцијал, но треба да се работи, треба да се подобри многу патната инфраструктура, која што за жал е во лоша состојба. Треба да се отвараат нови индустријски капацитети каде што ќе останат луѓето тука да живеат, да не се иселуваат од Македонија, еден вид градовите да живеат. Бидејќи сега за жал градовите изумираат помалку. Така, зошто е Делчево во изминатите години изумираше, тоест немаше инвестиции, да кажем? Тоа јас не можам да кажам, но мислам дека сега заедно со тоа што Македонија се движи на патот кон Европска унија, се отвараат многу фондови кои што директно може да ги користат бизнис секторот и заедно со сега што ги прават новите политики на владата, мислам дека ќе се поттикне
И ова е еден вид на форум кај што бизнисмените треба да ги слушнат тие можности и да ги инвестираат дел од своите средства. Што нуди Делчево? Дали нуди пониски комунали, што? Па, јас искрено тоа не знам, сега ќе го слушнеме, но мислам дека Делчево пред се има добра местоположба, се наоѓа многу близко до Бугарија. Значи, се надевам дека сега ќе слушнеме некои нови идеи кои што ќе ги натераат и другите да ги вложат дел од своите средства. Сметате дека вашата инвестиција ќе биде потек за сите оние што мислеле, меѓутоа не се одлучиле да инвестираат? Без разлика дали тоа ќе е во туризмот, ќе е во нешто друго. Па јас сметам дека треба се да се инвестира. Сметам дека еве јас како граѓанин на Делчево, човек кој што верува, правам една хубава работа, еден комплекс кој што ќе остане за сите граѓани на Македонија и мислам дека со таа планината треба, еве јас сум прв што поттикнав и дека треба и многу други да доаѓаат и да инвестираат на планината.